и израсната целосно во процес на транзиција. Постојаниот недостаток од вредности, паѓањето на вредностите во етичка, морална и образовна смисла ќе доведе до тоа што јас го гледам и ме чудо не видува и ми пречи кога го гледам, цела една генерација да нема никаков компас каде оди. Младите луѓе немаат автохтоно размислување кое што може да го темелат баш на оние човечки или етички принципи во кои што, како што спомна професор Цуцуловски, има двонасочна релација да даваш и да земаш. Практично изместен е целиот концепт на нормално комуницирање помеѓу луѓето. Сите само сакаат да земат. Да. И тоа е она еднонасочна магистрала која што кај другите создават зид. Бидејќи кога некој постојано нешто сака да ви земе, вие се наоѓате во една дефанзива и сакате инстинктивно да се одбраните. Абсолютно. И немањето на такви вредности комплетно, значи не зборувам за поединци или групи, ќе го доведе у сериозна криза општеството. Којаче ви се чини дека младината е се повеќе некако апатична или не? Па не би рекла дека станува збор за апатија. Мислам дека е повеќе као некакви мали индивидуални проблесоци на некакви идеи кои што се раѓаат и имаат краток век на траење, повеќе или помалку, и тие згаснуваат, затоа што се поединечни. Предпоставувам дека кога би биле повеќе луѓе на повеќе место со повеќе или помалку слични ставови, да развијат нешто што може би некојаш би прераснало у некаква идеологија, значи да тргнат од некоја идеја, можда тогаш би оставила и поголем впечаток врз градот, првенствено, потоа општеството во кое живеат. Да, духот на времето, пулсот како чука животот. Океј, одиме овде со снимено парче материјал. Разговарав со режисерот Игор Иванов Изи. Со неговиот последен филм "Превртено" е нешто што веројатно најмногу го препознавате последниот период, но тој во последно време работи на неговиот нов филм со наслов "Соба со пијано", кој што ќе се снима всушност следната година. Зборува за една затворена приказна каде се случува во една соба каде што има само еден прозорец, асоцирајќи на тоа дека ништо не се менува наспроти светот кој некако вртоглаво се движи напред. Еве што вели Изи на темата во што веруваат младите луѓе. Па јас мислам дека младите никогаш не се виновни и не смееме да ги обвиниме за ништо, за тоа што не заради тоа дека светот нив им припаѓа, туку реално за тоа што тие се секогаш подобри од нас бидејќи се млади. Младите го имаат најточниот нишан, најточниот параметар. Тие се оние кои живеат. И не мислам дека кај нив постои фалинка, дека постои некаков проблем со нивната внатрешна мотивација, потребата од здружување и правење на акции, јакнење на субкултурата, продукција и така натаму, затоа што мислам дека Скопје како никогаш до сега има продукција. Особено во таа, условно кажано, иако не го сакам тој збор, алтернативна култура. Нашата држава никогаш не, барем во овие последни 20 години, не инвестирала во субкултурата како што тоа го прават некои по-софистицирани општества како што се Данска, Холандија, например, Шведска и така натаму. Дали со таа културна продукција успеваме да се избориме против кичот, против турбофолк естетиката, против се она што не е градообкружување? Па ние не се бориме против тоа, затоа што секое алтернативно движење за да постои како социјален сегмент, значи да биде организирано, групирано, систематизирано, мора да постои естаблишмент. Вие кога немате естаблишмент, тогаш алтернативата нема потреба да функционира на тоа ниво. Тогаш таа функционира на персонално или некое ситно ниво за да задоволи одредени естетски вкусови, најмалку да биде некаква контратежа, затоа што не може прво да постои алтернатива, а потоа естаблишмент. Процесот е обратен, мора да постои естаблишмент, а бидејќи ние имаме проблем со културен естаблишмент генерално во последниве, во целиот овој период што го нарекуваме транзиција, токму заради тоа и не може да се зборува за алтернатива и не би требало, тоа е прогресивна уметност. Исчезната анархистичката, нихилистичка интелигенција, дојде време на интелектуалци практичари. Па не верувам дека анархизмот не може да умре, бидејќи тоа е длабоко вкоренет во тоа е
не само што е стил на живот, туку е состојба на свест. Кропоткин и Бакунин би можеле да бидат исто така актуелни денеска како што биле и во времето пред Октомвриската револуција, затоа што вистинскиот анархизам подразбира крајна слобода, а тоа е максимален интегритет на личноста, незагрозување на туѓите права и слободи и крајна слобода во изразувањето. Тоа е нешто што ни недостасува во времењата во кои живееме. 68 година, честитите се паметат по бурните студентски и интелектуални демонстрации. Во многу градови во светот во преку 30 земи тогаш демонстрира околу 1 милион млади луѓе, 1 милион студенти, барајќи промени во постоечкиот свет. Преку 5000 студенти беа затворени, значи станува збор за огромна бројка, 2000 ранети, 230 луѓе млади беа убиени. Тоа беше веројатно најголемиот интелектуален бунт кој што историјата го памети, или најмасовната илузија дека светот може да биде подобро место за живење. 97 потоа имавме обид за обнова на ваквата илузија дека светот може да биде подобро место за живот. Вие бевте на чело тогаш, Филип Петровски, на студентските протести 97-ма? Колку години поминаа сега? Мисля, че никако да беше толку скоро. 12 години. Да. Па тоа е доказ колку брзо времето поминува, а светот, односно вредностите или ако сакате борбата за некакви вредности останува постојано присутна. Еве, јас на вистина не можам да верувам дека поминале 12 години, бидејќи на некои делови се сеќам како да било вчера. И за жал имавме сега пред некоја недела протести кои што ме подсетија дека се уште студентите имаат некакви своји барања и се уште сакаат нешто да постигнат, да го моделираат или да го придвижат општеството според некоја собствена слика, кои што за жал малку вака вулгарно беа задушени. Да, малку се искриви целата работа, малку мислам дека првичната идеја беше нешто сосема друго. Па, мислам дека и не беше добро објаснето што е идејата, а од друга страна некои структури кои што имаат моќи во медиумскиот простор дополнително се погрижија тоа да биде извадено од основната намера и веќе кога ќе се создаде забуна, никој не знае што е основната намера. Кога не знаете што е основната намера, вие велите јас да седам на страна за да не бидам употребен, злоупотребен, злоупотребен пред. Да. И сега ако не дозволувате ваква некоја ваша инструментализација, идејата е загушена. Так, беше... основната намера на еден протест е масовност. Ако има 200 луѓе за иста идеја, е сосема различен ефектот од ако има 20.000 луѓе. Зборувам за македонското општество. А не беше веројатно воопшто идејата да се биде на едната или на другата страна, предпоставувам. Која вие бевте на лице место на протестите, на площадите? Да, јас дојдов со некое мало задоцнување после задушувањето на протестот, али дојдов со намера да си го искажам својот став. А сте комплетно аполитична? Да, наравно. Мислам дека протестот, главната поента на протестот не е политичка. Нема по моје мислење, значи нема никаква врска со политика или политичките партии, има врска со духот на градот и тоа што мислам јас како треба да изгледа еден плоштад во мојот град. Така. Но веројатно младите луѓе многу често, значи не ова само во Македонија пример, вакви примери имаме веројатно на многу места низ светот за кои знаеме или не знаеме. Многу често се цел на некаква инструментализација, а уште почесто па истите работи стануваат наместо судир на некакви идеолошки фронтови, стануваат судир на чисто политички или партиски препокувања. За жал, затоа велам. Секако. Видете, политиката секогаш се стреми оваа целна група да ја контролира. Тоа е од многу проста причина. Група целна која што може да го смени на брзина општеството се студентите. Тоа е од проста причина што се енергични, што се млади, што не се компрометирани во своите идеи, што немаат што да изгубат. И од тоа искача една радикалност која што не може да ја скроти ниту еден систем.
Вие ги спомнавте протестите од 68 година. Поминуваат